Да, се враќаме во студиото. Господине Клетников, кога зборуваме еве за сите оние објекти во Скопје 2014, еден од поинтересните сам по себе објект кој предизвика доста контроверзии музеот на ВМРО. Значи, со сите оние содржини кои се поставени во него, кои прилично интересно дека голем дел од јавноста не ги не види, бидејќи не е дозволено да ги види. Како што е познато, од кога е отворен музеот во него, значи не може човек да отиде сам да влезе, да плати влезница, да види што има, туку се дозволени само организирани тури и тоа во одредено време, така да тоа остана некако сега Тоа не го знам. Да, така е поставен музеот. Значи не можете сега вие да отидете да влезете, сакам да влезам да видам што има. Значи мора да има организирана тура, најавена. Чудно. Така е поставен. Сега од она што зборуваат оние што го виделе тоа, да речеме од децата кои се носат тамо, значи постојат обвинувања дека се работи за една индоктринација која оди кон тоа да се сменат некои историски податоци, токму кон значи едно ревидирање на историјата. На пример, самиот назив на музеот е Музеј на ВМРО и на жртвите од комунизмот. Па сега велат кога се одим натре, периодот од Илинденското востание или од борбата против турците или од формирањето на ВМРО е представен во позитивно светло, што веројатно е во ред, никој не би имал против ништо тоа. Но кога одиме во периодот од Втората светска војна, од она што се случува понатаму, се е представено црно, се е представено дека тогаш се случувале злосторства. Значи, периодот на народно-ослободителната борба е представен негативно, а ова е представено позитивно. Да речем. Да, сега, видите, ова е тема која треба да ја поставите во една друга дебата, бидејќи огромна како море, да не речем како океан. Јас можем нешто тука да кажам, може и не малку, ама тука треба историчари да дојдат во таа дебата. Мислам дека се фрла кал на комунизмот, е фрлена неправедна кал, бидејќи тие што вика Блаже Конески девственици, Младичи, Кузман, Мирче, Вера Циривири, ови, во младоста ја дадоа, зашто? За ние да постоиме како што сме такви се кукавици и нешто друго. Да се родиме и да постоиме такви, недостојни за нив. Друго, сакам да ви кажам дека и од друга страна, тоа е да речеме, алудирате на партијата ДПМН, дека го прави тоа. Меѓутоа кај другата партија има тенденција па другата струја да се негира, бар ова. Значи истата слика се. Значи тоа е исто диагнозата за што зборував и за антиквизацијата, македонската шизофренија, трагичната шизофренија на македонското битие, која сега се подсилува и од Брисел, и од Вашингтон, и од нашата пета колона да се докусури. Тоа е и атаката на името, што рече Мирослав, професорот Грчев, име Голфак не е. Зошто да го поставиме прашањето зошто името се иде на тоа да се преименуваме? Зошто? Тука е основното прашање. Па грците ги затвараа луѓето до 85-6 година што ќе го изговорат зборот Македонија, сега се македонци. Значи дека името е есенција, меморијата. Избриши го името, тоа е што е тезата и на Брисел и на Вашингтон, да го решат македонското прашање еднаш за секогаш, и за бугарите, и за грците, и за албанците, ако треба, па и за србите. Значи, со таа ликвидација, преименување, Северна Македонија, да речеме. Вие сте северно македонци, не сте. Значи, апостол Павле не дошол кај вас, дошол во Македонија, таа е Грчка. Значи, земам прост пример, како нива имот еден, античкиот имот, античката нива, се префрла во катастерот на Грција, кој сега го земат насилно, нашо вика Хербер Дейвид Лоренс, се Европа по инерција се трупа во грчка вреча, иако македонската цивилизација е постара од грчката, старогрчка. Потоа, онај имот после Павлево, нововековниот, Кирил и Методи, Климент, Наум, Богомиле, едно друго, се трупа во бугарска вреча
Они сами си го натрупају, успеја Добро, да ја убедат господине и Клетников, така. И сега дозволете само едно вака прашање. За ово што го зборувате, бидејќи значи мислам дека е прилично позната материја и мислам дека еве во Македонија дека никој мислам дека ниеден разумен човек не би имал да каже ништо против ова што го зборувате. Дека никој значи не знам дали во Македонија има тоа би некој било што добро, ако така, ама не е така. Не, сакам друго ми е прашањето. Мислам дека не постои никој што не знае дека тоа што го бара Грција дека е неправедно, дека е спротивно на меѓународното право, спротивно на сите права на само идентификација, само определување и така натаму. Ништо тоа не е спорно. Прашањето е, ние тоа го знаеме, но ние имаме реално проблем. И тој проблем нема да исчезне. И сега прашањето е што да правиме. Кој е нашиот проблем? Па нашиот проблем е со Грција, нели? Мислам, тоа е Не само со Грција, со Бугарија и со Европа, Во и ред. со Вашингтон, не е само со Грција. Па воред, еве да ја Грција е земеме. алатка за ликвидација на Македонија сега, Добро, и Бугарија. Добро, еве да Добро. претпоставиме дека тоа е точно. Да, хипотетично. точно, апсолутно. Во ред. Еве, дека целиот свет сака да не уништи Македонија. Прашањето е што да правиме, сега нели? целиот свет така да иронизираме, знаете, тоа Добро, еве Западот. очигледно е што се прави. Лисабонската декларација чија е? Добро, во ред, А еве. тоа е толку Јас ви толку велам, очигледно да кажеме дека е така. Прашањето е што да правиме. нели? сега, видете, сега во Ние само контекст, во констатираме, контекст но- на она што се случува, таа комисија која сега ја вози Добро. професорот, мене ме јаде јанзето дека има тука еден опасен контекст. Дека тоа се прави, ама има зад него една позадина во контекстот. А тоа е, значи прво, доколку разбирам, ќе се туркаат античките споменици. Војнот на коњ Александар Филип се зборува дека аеродромот ќе се применува бидејќи. Значи ме јаде јанзата дека сето тоа стои во контекст на новата влада која по секоја цена сака да не внесе во ЕУ и НАТО кои веќе 3 децении не понижуваат ужасно и дека тоа е во тоа да им се удоволи на грците, како на бугарите што им се удоволи со договорот со Бугарија, знаете дека нема македонци во него. Нема во Бугарија македонци во тој договор. Значи, нема македонци. Што нема во Бугарија? Во Пирин нема ни тука. После има уставен јазик, нема македонски јазик. Нашиот јазик не е уставен, па дури ни името наше не е уставен. Тоа е погрешна формулација. Добро, но таков договор е потпишан уште во 2001, не е тоа ништо ново. Па, потпишан и овие го парафираат. За жал, Не тој е тоа ништо договор ново. порано беше. Ако би се вратиле на темата. Значи, дали е, но ова е интересна теза. Само сакам да ја прашам. Образованието, токму за него мислев да зборам. Дали еве Пошто е, нели, дали е оваа ревизија што се прави, еве да речеме во контекст со преговорите за името кои гледаме дека се интензивираат некако. апсолутно нема никаква врска, никаков контекст, нема ни предтекст, нема ни задача, ни програма комисијата да се бави со било што од ова што го спомна господинот Клетников. Приказната е сосем друга. Тој проблем и таа приказна со овој за кој што зборуваме нема никаква врска. Тука ние обработуваме еден магнум кримен, еден огромен злостор, кој што власта на ВМРО во изминатите 11 години и го направила на престолнината и на македонската држава. Тој злостор се служел со узурпација на јавниот простор, а средствата му се споменички и архитектонско градежни. Предмет, да речеме, на оваа анализа се целата група на објекти кои што се градени во коритото на реката Вардар. Тоа е уште една од оние, претходно спомнав, за незамислива работа да градите, да формирате градежни парцели насред улица и да ги преградувате уличните коридори со глупости непотребни и дисфункционални, со кои што им ги одземате правата на сите граѓани, во реката Вардар, значи во најголемиот практично инфраструктурен зафат кој што ја смени микроклимата и го обезбеди
градот и Скопската котлина од плавење на Вардар, од катастрофални поплави, од кои што страдаше векови назад, е изградена низа на бесмислици, како гали или мостови, кои што се сместени во профилот на предвиденото на ниво на вода. Значи, во она што луѓето, стручњаците кои што ја правеле регулацијата во хидротехничките студии за нејзиниот профил, нејзината проточност по предпоставените 500 годишни, 1000 годишни води, се ставени препреки кои што сега ја зголемуваат, односно ја намалуваат јавната безбедност, го доведуваат во опасност и Скопје и, да речеме, еден од најскапоцените споменици на културата, Камениот мост, затоа што тука е тоа сконцентрирано. Сега да речем, предмет на оваа работа нема никаква врска со таа политика и со тој проблем, туку има врска со ужасната злоупотреба на власт и со уништувањето на најскапоцените ресурси просторни на градот. Да. Добро, господа Грчев, господине Клетников, нашето време истече. Ви благодарам на двајцата за учеството во оваа емисија. А вас, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и довербата и останете со програмата на Телевизија 24.